На 95% од експресниот пат од Велес до Штипе завршен, односно остануваат уште 2 до 3 дена за да заврши асфалтирањето. Во наредните 2 месеци ќе продолжи изградбата на железничките премини за да конечно биде пуштен во употреба овој значаен експресен пат кој што го спојува главниот град со источниот дел на Македонија. Денеска во увид во градежните работи беше министерот за транспорт и врски Владимир Михајловски, директорот на Агенцијата за патишта Александар Стојанов, придружуван со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и неколку локални функционери. Остануваат оваа делница де факто да асфалтираме денеска, фактички све ќе биде асфалтирано. И остануваат 2 премини железнички што се договоривме дополнително да донесеме нова опрема, да ставиме нови премини комплетно дополнително надвор од овој проект и фактички ќе биде комплетно све завршено во наредните месеци. Зборам во делот на тендерот што го имаат и договорот компаниите за експресниот пат за многу кратко време комплет све завршено. Станува збор за инвестиција околу 15 милиони евра и од прилика 26 километри. Експресен пат поделен во 3 фази. Првите 2 фази ги завршивме, остануваа третата фаза, третата делница. Различни компании ги граде. Фактички 10 километри е последната, све асфалтирано, освен овој дел, што денеска ќе биде комплетно асфалтиран, и тие 2 премини што се железнички, биде ги сакаме целосна нова опрема да донесеме, нова инсталација, се така го договоривме со железница заради безбедност во сообраќајот. 3 фази, сите се завршуваат. Сите, првите 2 комплет одамна, последната трета, сме веќе до 98%, при крај сме и очекувам дека во наредниве неколку дена комплетно све ќе биде асфалтирано. Потоа владините представници, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски посетија неколку села кои што се во овој регион, односно ги посетија Ерџелија, Мустафино и Црнилиште. Имаше средби со граѓаните. Има застои, веројатно има некоја причина. Ние започнаме со реализација на проектот што е од владата и голема благодарност прво да се заблагодарам што најдова можност и бидејќи на населението му беше неопходно овој проект. Како дојде вода пред 20 години, а нема. Значи овој проект беше неизбежен што мораше да се реализира и градоначалникот и владата најдова можности. Почнавме, имаме сега 80% е завршена. Ги имаат и тоа мене ме радува, прво ќе го потенцирам, бараат детска градинка. Во училиштето владата сега го опреми комплет, значи смени кров, прозори, подови. Ние направивме детско игралиште како она што е, значи комплетно сега. Во 2013 се стави 13-14 се стави канализација, значи комплетно опремен системот. Имаат вода, функционира водата, го зема комуналното предпријатие под себе. Главен проблем е тампонирањето на улиците, инветив јас гребен асфалт, чекам од директорот на јавното предпријатие кој почна да гребат, инветив у селото дека комплетно ќе ги тампонира. Сега тампониравме само со обичен тампон и чекаме кој ќе почне да се греби. Имам пари обезбедено и во ребалансот кога требаше дополнително носење, тампонирање и трајно ќе го решиме тогаш проблемот и заслужуваат. Значи во ова село владата на Република Македонија направи пат од Ерџелија до Мустафино, беше ветено и направено. Завршена е сета таа работа. Најголем проблем во селото, значи круцијален проблем е водоводот. Значи, 2 децени. Патот меѓу Ерџелија и Мустафино се заврши. Да, се заврши и наопшто задоволство беше руинирано. Требаше прво да се патот само да се гребе, меѓутоа кога дојдоа екипите на транспорт врски, видоа дека тоа не е загребен и нов пат направи. Извадија тоа, ставија комплетно нов тампон и се асфалтираше и квалитетно направен патот. Потоа Груевски заедно со градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев извршија увид во изградбата на 2 улици во Свети Николе. Тие се во должина од 1 километар и 700 метри. Овие се 2 клучни улици во Свети Николе. Тука е замената атмосферската канализација, водоводната канализација, тампонирани се и за неколку месеци би требало целосно да бидат завршени, односно пред почетокот на зимата. Потоа заедно се упатија кон селото Орел, каде што беше пуштен во употреба на нов пат долг 4 километри. Ова село е едно од доста развиените села каде што се враќаат повратниците, а тука е и најголемиот извиднички дом. Кумната инвестиција на оваа клучка е 47 милиони денари, а во должина од 4,5 километри. Во овој момент во источниот дел на државата се работи на 120 километри пат.
во вредност од околу 230 милиони евра. Тука влегуваат повеќе патишта, овој што го спомнав Велеска Дрифаково, понатаму автопатот Скопје-Штип, реконструкцијата, рехабилитацијата на патот од Делчево до Кочани, реконструкцијата на патот од Делчево до Гола, која што неодамна и се заврши, патот до Бигла и повеќе други патишта кои што се во вкупна должина од 120 км и кои што некаде чинат околу 230 милиони евра. Но она што е значено е што во наредниот период ќе се започнат 3 нови експресни патишта. И тоа некаде пред Нова година очекувам да започне градбата на експресниот пат од Штип до Кочани. Тој треба некаде во втората половина на декември да почне да се гради. Понатаму експресните патишта од Штип до Радовиш и од Ранковце до Крила Паланка некаде во првиот квартал, значи некаде февруар-март следната година исто така треба да почнат со градба. Автопатот се гради според предвидената динамика и треба да биде завршен до крајот на следната година. До сега се изградени 22 километри, како што истакна и министерот за транспорт и врски. Ова е еден од клучните автопати кои што се гради во источниот дел на Македонија.